ова пресконференција е свикана по повод една тенденција која што ја прави спикерот Џафери веќе во континуитет од неколку месеци, а тоа е истиснување свесно и со злоупотреба на службената положба на македонскиот јазик, како внатре во собранието, така и во меѓународните односи. Повод за тоа е за вчерашното негово обраќање во предкомитетот за надворешни работи во Брисел, во Европарламентот, каде што тој се обрати на албански јазик, што е спротивно на амандманот 5, став 1 од Уставот на Република Македонија, кој што предвидува дека на целата територија на Републиката и во незините меѓународни односи единствен службен јазик е македонскиот јазик и неговото кирилско писмо. Со ова не само што направи дипломатски скандал, не само што е спротивно и на членот 2 од Законот за употреба на македонскиот јазик, туку тој направи и кривично дело, според наша проценка. Тоа се кривични дела против честа и угледот, стипулирани во членот 178 и 179 од Кривичниот законник, а тоа е повреда на угледот на Република Македонија и излагање на подбив на македонскиот народ со намера за исмејување, односно, ако ја ставиме во корелација со она несреќна изјава на португалската министерка за Европа, тоа е еден координиран, според нас, обид за ставање во подредена позиција на македонскиот јазик како единствен јазик за службена комуникација во дипломатските и надворешни односи. И сакам да алармирам вториот пункт на пресконференцијата за една неколку месечна тенденција за која ние реагиравме и на координација, но нема слух, а тоа е повреда на членот 3 став 4 од Деловникот, односно ултравирес акт на председателот, кој спротивно на закон, устав и деловник ни ги доставува материјалите двојазични. Јас тука држам две решенија, како било и како е сега, спротивно на уставот. Имено вака треба да изгледа. Тоа значи дека само пратеник кој е избран, кој зборува јазик различно од македонскиот, може да ги добива материјалите двојазични, но не и пратеник кој се определи или декларира како македонец. Тоа значи дека јас имам право да ги добивам материјалите само на македонски јазик, така и беше. Меѓутоа, од пред неколку месеци, праксата која спротивно на устав и закон ја воведе Џафери е двојазични решенија и двојазични било каква кореспонденција со него. Тоа значи дека тој и на оние кои не зборуваат, кои зборуваат јазик различен од македонскиот, им доставува двојазични решенија, што е спротивно на уставот. Исто така е кривично дело. Тоа е кривично дело против слободите и правата од член 138, повреда на правото на употреба на јазикот и писмото, бидејќи свесно го истиснува македонскиот јазик и по еден садомазохистички принцип од каприц го воведува намерно ова двојазична провокација на пратениците македонци. Следните чекори кои ние ќе се обидеме како левица да ги направиме е да побараме уште тројца пратеници за да поднесеме интерпелација, бидејќи е минимум 5 пратеници, а ние сме двајца. Ќе контактираме и со опозицијата, но и со пратеници од власта. Потоа ќе поднесеме представка до Министерството за култура, кое по закон е надлежно да врши инспекцијски надзор над употребата на македонскиот јазик, и го повикуваме основното јавно обвинителство Скопје под опрен глас, бидејќи станува збор за инфлагранте деликто, да поведе постапка по службена должност, во спротивно ние ќе поднесеме кривична пријава против спикерот Џафери. Доколку имате прашања, слободно. Значи, санкциите, мисли. Значи, во првиот случај, повреда на угледот на Република Македонија е само парична казна, додека во вториот случај, повреда на право на употреба на јазик и писмо, ако го врши службено лице, е затворска казна од пола година до 5 години затвор, според КАЗЕ. Сега ова да го фатите, мислам дека за да се долови што е суштината. Може? Не, ама и дури тоа да биде ја